Другари, здраво на сите, здрава криптореволюция. Нищо, едно кратко видео от моите тия кратките видеа. Не падна биткоин на 50.000, значи сите тия луѓе шо сакат дебата по пораки, изгубија кафе, ќе видиме како си дома Македонија е кафе, па што зборам, изгубија чај, значи човече ќе треба да одам од село у град и само дечките ме чекат со еден казан чај и само стават, може мети рум. Тоа е. Другари, зашо ја викам? Инвеститори да бидете, не трейдери. За трейдери не е биво. Баво сум ме проценил по менталитет комарджиски преди 11 години. Зашо ви викам? Луѓе, купувајте биткоин, етериум, кардано и 10% си купувајте там Ripple, BNB, кои сум ги тука наведел, Solana, Cardano, Stellar 12%, 16%, овој 13%, Chainlink, Polkadot, VeChain. Гледате, не умират, не пропајат, трупате си и после бирајте AI кој сакате, другари. На главата ми се качивте со тие AI упораки. Значи, комплетно ви кажав, bull market, имам си кои коини сум ги избрал, чекам профит, продажба, па дури у 3 години крипто bear market не ми е проблем да чекам, да видам на тројна поскапа цена, ако сакат и AI нека се, че ќе најдам ја начин, кој ќе ги најдам. Мене повеќе ме интересира кој ќе преживеат и како ќе се развијат. Не ми интересира цената, вас ви интересира мал market cap 0.00 и тука може само да изгубите парите. Значи не е друго. Тие што прашава coin market cap, еве тука горе луѓе. All crypto, значи AI, гледате имате ги. Значи и меме први ги сте, братче. Тука ги имате и едноставно притискате и си тражите информации, има ги милиарда. Има ги еден куп страни. Значи, дека беше, значи кој market cap е тука All Crypto, NFT, AI. И после се враќате All Crypto, правите си исто профил тука и правите си ваша листа за која што ја пратите. Значи, другари, вашата кладба падна. Ниту падна на 50.000, дури па ниту не падна ни на 80.000. Флеш краш на 89 и колко беше 687. Така, другачиња, кажав ви, Джордж, шо неките да го гледате, почнете да го гледате, типчето не само што чита вести, кажува интересни работи. Дамун исто доста гаја со биткоина како ќе се одвива, само треба да пазите кај него, многу му е комарджиски канал, браче, со тие леверидж, играе на милиони. И например, секој ден да правам видео, нема нешто интересно луѓе за да правам секој ден видео, разбирате ли? Значи, еве, шо да правам, гледај шо ме нервират. Значи, Ripple, литнал 12% на Aggressive Whale Accumulation за спекулација, браче, ETF, значи, таа е мобет, другари. Еве, купувајте само Ethereum и тоа е. Ја па Ethereum, само Ripple и тоа е, шо да ви кажам. Ово па едва чекам ѓубре да се тргне, брат. Ово е која гнаса од човече е страшна работа. Сега па и не можам да го најдам видеото, па изборе како биткоин бил многу јака работа. Господа чуј да брат. Ово е гнаса од створение, креација. Тука Cointelegraph и објавува често за AI, улезете ги си читате. Го типчето вашиот херој, че луѓе, значи, многу луѓе се чудат, не го гледале кај мене на Инстаграм, не сум го постирал, на Фейсбук не сум го постирал, шо е финтата. Другари, луѓе што ги изберуват толку, например, да качат милиони прегледи и чуда и го форсират и не го блокират и не го... Тоа што го затворија беше чиста промоција таму у Романија, бил дека беше у Романија, ако не се лажем, бил у затвор, не ме заебавајте. Татко му е цијаш. Значи, мислите ли дека многу јак калибар на ЦИА ќе дозволе двете деца да му одат у затвор? Луѓе, ова е таа спремана младина така викам, младата елита која што, еве гледа што се занимава, памп and dump.
И он ке кажува требало маш да има 5 жени, 10 жени. Глупости, брат. Мене вера е денеска е така, утре е овака, луѓе од овакви фаци подалеку. Не си го губете времето. Ше е скемер, брат. Тук имате по-обширно да прочитате. Многу луѓе дека е линкове? Многу луѓе баш што ми имат прашано за тия меме, ги има тук, замислете си. Значи има ги тука спомнено, земете и читајте се, другари. Значи затоа не дозволувам моите групи за такви глупости. Имате за АИ, ке седнете, ке читате. Кај мене упораки, ја не сум заинтересиран моментално да ги читам. Еве, се истото е. Билионери, трилионери, BlackRock, они кажуваат сега како биткоин ќе биде иднината, до вчера беше пирамидална шема. Најнормално, 33-ката масончето мора да го има, Майкъл Селор. Брат, да имаше како и по-голема слика трябва да стават. Че вие, Cointelegraph, вие много луѓе ми прашава шо е финтата, тоа ти е нешто како Сител телевизија во Македонија. Кога ќе победе некоја значи партија и они си тоа, значи Cointelegraph е тоа, значи што и кажат, тоа се постира. Ово ѓубре зашо треба да го викат секаде, треба да се отпушти и да се затвори, чист сатанист. Ово е интересно, Трамчо ми се свига што прави. Полека, про крипто. Типу, значи не постоја у историјата, брат. Политичар не може да наречам, пошто Трамп не е ни политичар. Трамп е бизнисмен, затоа е толку поразличен. Бизнисмен, не е сега ово видео за конспираси, треба да направам баш за него. Значи, многу е поразлично од другите. Значи, не е политичар Трамп, туку е бизнисмен. Значи, за прв пат гледаме тип американци си имали и глумци и свашта председатели. Типчето е и аз извинувам за брив чај да си ставам, иако ме подсетија. И таму мислев, викам, не, сега да ми се приспие. Страшна работа, брат. Значи, нека пука про крипто, политичари, Vice Chairman of the Subcommittee of Digital Assets, Financial Technology and Artificial Intelligence, про крипто. Замислете се колко има биткоин, етериум и Ripple и Solana, нели сега не може да кажем Cardano, и Ripple, Solana имат овие, пошто американци ги форсират нивите и Polkadot сигурно имат. Значи, и интернет компјутер мислам дека, како што читав повеќето од нив, другаре, ово е многу јака работа. Трамчо напука еден куп про крипто. И сега што е најинтересно, кој знае што ќе се случи овие денови, да одеднашка Гери Генслер ќе си оди, одеднашка овие ќе го тужат Елон Маск over security violations. Бајката, сега што може да е тоа? Ќе видиме таа драма допред колку, што сме 15, уште 5 дена, кој знае какви драми ќе се дешаваат во Америка. Овие американците виши уште у Лас Вегас да идат да почнат да се коцкат, значи 21% дали Трамп ќе го спомне крипто или биткоин за време на ингурацијата. Не пијам кафе за над, нека се прозевам 5 дена. У секој видео се прозевам, човече, жити се. Добра камера што немам, моментално, не сум пуштил. Значи, другари, многу јака работа ќе е на ингурацијата, ако спомне биткоин или крипто, или се да спомне некој друг коин, да не ви кажем кој. Значи, тоа е реклами, булиш, ево е интересно, другари, и заборил сум да ставам лайк, што се вика, Chainlink. За Турција, турчаците, да не се лажеме, многу обожаваат да купуват крипто. Ја имам пријатели многу, 15-20 турци, сите имат крипто. Немам запознаено турчин. Не, уствари имаше 2-3 што не верува, пошто го чита Киосаки. Значи, Rich Dad, Poor Dad, сите книги му ги има. Барчо лупнав Киосаки, ко си викаше таа, сега мрземе тражам на Google. Нема више тоа е. Мора чај со рум за да се освестувам. Почнувам да ми паѓа деконцентрацијата. Боже, гледаш, да ми паѓа концентрацијата. Значи, турците
другари знаят много да накупуват, посебно на какви информации и се луди по такви коини со 0.0. Доста значи ќе накупа Chainlink. Типчето беше на... Че са... Мислам дека го постирав. A significant amount of Bitcoin. I'm not going to disclose the number that he told me, but he doesn't manage his money himself directly, but that he had a significant position. And even at that time, the price of Bitcoin's gone up a lot since. So, you're right. It's all about. Шо е финтата, другари? Защо ме нервират работите? Например, дека се проведни, дека елитата го има кариерно биткоин, блокчейн, за едноставно да го вземат цялото злато и прашање на време кога се објават некои низ цел свет тамо трилиони, билиони рудници со злато и чекам да видиме Елон Маск ќе каже некоја сторица со там катарлиони злато, се на се да луѓето почнат да се плашат нели дека има толку многу злато. Ствари има толку многу злато, туку финтата е што многу тешко се копа до тоа злато, као демек нема технологија да стигнат до него и финтата е да го земат целото злато на луѓето, пошто нели ако одеме Star Trek, Star Wars, златото е за технологија чудо. Посебно ако не се лажам топлинска изолација или како беше, значи добро е за там по чипови чуда и треба да го земат. Треба да го земат пошто стварно вреди тоа чудо, треба да го земат и сега као демек луѓето се некои инсайдерски информации, се некои чули и они се баш тука у тие вести, значи луѓе овојави е, кој да ви кажам, како што сите и Канал 5 креират платена политика, да форсират нели што треба да се случува, и оваа тука ја што викам младина, што ја не се сметам стар, че оваа младина, оваа 100 години ко мене, сигурно 40, значи ја креират да се појавуват тука на разни медиуми, гледаш по Твитер, по Инстаграм, по Фейсбук, по Ютуб и гледаш Трамп има ово, Трамп ово кажала и билда се тај крипто свет, другари. Колку и да е штетен, не може да го спречиме, значи, ама многу е по-функционален. Видовте у Калифорнија луѓе, што се случи... Чекај прво само за Калифорнија. Видовте у Калифорнија што се случи луѓе, значи, комплетно изгубија накид, злато, вредни слики, значи, само и звонат луѓе напуштајте и тоа е као демек Америка да нема сателити, дронови и војска, у последни секунди се дешава оваа држава, знаеш. Што у Македонија, јас се кејавам се кога ќе се запалеше на Плачковица, брат, ние звоневме на пожарната да гаси. Не на нас пожарната да ни дојде у последен момент на вратата, плюс у Америка стигнуваат и пораки, брат. Систем месеч стигнуваат пораки на вашиот телефон за овакви работи кои се десат, се малку е чудно у последна секунда, као демек многу ветер оддува тука и они немат време. Ајде, трите највредни, како по филмовите, знаеш. Од американците мозоку ја више како по филмовите. Ајде, трите работи, Мел Гибсон го кажа. Ајде, сини, зима ги трите работи и бегаме ние тука, брат. Значи, шо ќе земеш? Кебето, мечето и перница, дали не бе, брат, ќе земам ти. Тамо нема куќа испод 6 милиона долари. Че ово е елитата тука изгоре. Сега да не упаѓам у теорија на заговор што има под тие планини. Али следниот пат, повеќе на таа тема многу луѓе сакат. Утре најверојатно ќе удараме едно видео на Conspiracy. Има една мала група што сакат, 200-300 луѓе, јас сум презабавен, тоа 200-300 луѓе да сакат да се снема за Conspiracy е сериозна група на луѓе, поради тоа што брат, јас сум сам што се вика пред 20 години теоретичар што имам најголемата група што успеав и никош не сум видел македонска група поголема за теорија и мистерии и ни група што 7 години се избришале цела архива на чуда кои што сум ги погодил сите работи. Не сум ги погодил, едноставно сум верувал тоа што се го објавили у теорија на заговор. Не сум ништо погодил или предвидел. Едноставно сум верувал по база на по аналитички пристап на тоа што сум го читал. Значи, леле, па забрив да видам. Леле, човеч, Ripple. Ја не знам овај па Чарлс Хоскинсон, милиардер е. Ама он не е тај стил, брат. Он не е Кока-Кола да мора да форсира нешто.
Ripple 100.000. У Македонија да донира 100.000 е пари. У Америка ова е брука, брат. 100.000 тоа е за 2 дена за пожарникарите таму да јадат и да пијат. Толку. Само ќе кажем, да не зборам за горево на хеликоптерот за колку там 3 тури. Глупости, брат. Реклама, брат. Многу ме нервира толку работи, брат. Значи, многу ме нервира толку работи кои го форсират, разбираш. Например, по-добро да напишат Ripple објавува нешто да се собират донации само преку Ripple мрежата или нешто, ама као Ripple, тоа ме највеќе нервира. Да, донација е супер, ама не знам, некако не е моментот, брат, да се рекламираш за овакви работи, брат. Значи, у друг стил треба да го измислат тоа чудо. Да е, што да ви кажем, еве го гледај го, брат. JP Morgan, ако се сеќавате на најпознато видео, падна рака с крши, биткоин и крипто било пирамидална шема, гледај го сега, он кажува, JP Morgan believes, верувал он Solana и Ripple, ETF може да привлече од 3 билиони до 6 билиони. Значи, Ripple е на 164. Деко иде сега ова. Значи тука плюс не е мала сума. 3 до 6 билиони да се пука, на Ripple е 4 до 6. Али, JP Morgan, па зашо браче не рече Cardano многу добра технологија? Или еве, да рече Binance берзата многу јака работа беше, зашо ја испадивме, дај да врнем у Америка. Да рече било кој друго. Да рече еве америчката игра Star Atlas, мачат се, преживеа FTX, чудат. Барем да спомне и на игра, да спомне и не мора Cardano, да спомне било што друго, имат и други технологии. Значи, упорно си Solana е нефункционална. Значи, не работи. Значи, маче се, трансакциите не минат. И замисли на нешто што не работи, треба да стават 3 до 6 билиона. Значи, они знаат нешто. Значи, иначе не може да каже оваква изјава пред американците, утре ќе го тужат. Ево и ово, брат, креатора на еден од подписниците за биткоин за блокчейн според мене. И ево, до вчера ќе ги отпушташе работниците, истиот момент го правиме, другари, гледаш, ќе ги отпушташе работниците и денеска он братче гледа. Он е на сите медиуми, тука кажува шо е, како е. Тоа е, другари, истиот момент е у круг. Затоа ви викам, трупајте биткоин, Ethereum, Cardano и 10% си бирајте таму што ќе си бирате. Трупајте на bull маркетот да продаваме, после тражиме друга технологија. Ел Салвадор сум презадоволен, брат, таа држава најкриминална и најопасна, земаја за експеримент. Доста добро и оде. Типо направи затвори, полиции, војски, организација, копа се биткоин. Значи, изберена е државата да ја изчистат и да ја средат и мислам дека за едно 5 години таму и ќе може туризам да се прави и државата ќе отиде многу напред. Ако успее да е истиот, а иако нели елитата го е зацртала тоа како експеримент. Джордж, криптораз, кој не ви се чита, значи можете да го пратите на Twitter и да шорткати прави, да ги разлистате. Примерно многу ми пишат, брат, немам време, знаеш, да го гледам 30 минути и не разбирам англиски. Еве, тука може да го копирате тексто на Google и можете да ископате овакво, каже го, информација. Джордж, како што се сеќавам, не беше баш некој Ripple тип. Се завркаваше за него, сега нешто често постира, исто и за Cardano non-stop постира, што е доста малку чудно. А тука ово сакам да го покажам пред да изгасам. Па не сум ставил лайк. Флорида значи Флорида за биткоин резерви да направи. У Америка ми се свиѓа луѓе што не е, например, сега утре ќе речат ајде Америка. 50 држави. У 50 денови да викат, еве, например, Нью Йорк ќе става биткоин резерви, Нью Джерси ќе става биткоин резерви, Вашингтон, Сиетл ќе стае, Вашингтон, DC, Тексас, Флорида, Калифорнија. Што, брат, тој 50 држави да ги набројат 50 пати, тој 50 компанија може да направат. Што се вика. Значи, свиѓа ви се ово што има 50 држави и сите држави посебно гледаш одлучуваат
у резерва да стават. Одлуката е нели на длабоката държава една, ама полека. Ки има и държави што ќе се инатат да не стават, ама до 2030-2035 ќе стават сите. Че другари биткоин нема, да, ќе има корекции, ама другари биткоин само ќе оде, ќе има корекции нели, ама ќе оде бесконечно. Бесконечно нагоре, значи милионски суми. 2035 ви кажав, можно е 2300-2035 милионски суми луѓе, кошто чудо. Една да не кажувам кој беше 2040, ако не се лажам, 100 милиона еден биткоин. Значи многу луѓе викат возможно ли е, другари, ако цел свет упадне, значи тия трилиони, зашо да не? Колко и да звучи science fiction. Значи замислете си, Кина се поеки машини ќе правят за компаниите, ќе почнат. Уидовме у милионери, у мултимилионери, сега облаваме више милиардери да се уклучат от биткоин майнинг. Покажаваме ги фабриките, значи много луѓе бяха шокирани от пораки. Ме нервира, што не го пишуват тоа у коментари, посебно на YouTube за народот да виде. Много ме нервира тоа у пораки, ама тоа дефинитивно го сопираме полека и бројот се намалил за 99% што се вика. Не можам ви кажав да одговорам на сите. И ќе е интересно луѓе да гледаме, значи, како оваа година многу македонци нови ќе се појават милионери. Да се надевам дека ќе објават макар и анонимно. Фала другари, чао, тоа е тоа, значи нема шо да филозофирам, кажи го, чисто се уклучувам да ви покажам дека е чудото не падна на 50.000, не падна дури на 80.000. Имаме уши 5 дена драма да видиме што ќе биде. BNB, гледате, држе, трупајте го тоа чудо и на Binance ќе си взимате токени, коини што ќе дават. Ќе остават и на Staking Rewards, значи Bitcoin, Ethereum, BNB, Cardano. Пунете и ќе си ги ставате на Staking Rewards и да не се лажеме. Едно кафе, еден чај, една вечера. Таа комбинација што ќе ви дава, макар моја препорака е да не го, тие токени што ќе ви ги дадат, да не ги трошите тука. Замислете си 3 години да взимате од BNB на различни токени коини, а од Bitcoin, Ethereum и Cardano, кога си го накупите, замислете си 3 години bear market, вие да го ставате на Staking Rewards и да си взимате Staking Rewards. И тие коини ви се трупат. Трупат ви се у портфолиото, 3 години ви се трупат у портфолиото, луѓе, издржете да не ги трошите. Другари, четвртата година, која година спаѓа? 2029, замислете си на bull маркето. Тие коини многу пари ќе вредат. Така да, гледајте луѓе да трупате Bitcoin, Ethereum, Cardano, BNB, трупајте у портфолиото. Тие се главни, може да се стават на Staking Rewards. Трупајте, тоа се злато и сребро и диаманти, брат. Трупајте, нем да се лажите дека тоа чудо нема да постои. Тие Bitcoin, Ethereum, BNB и Cardano, тешка работа да би исчезнале. Другите внимавајте што правите, гледајте да ги продадете и да натрупате уште повише со овие. Не забравајте, Bitcoin Dominance ви покажав на 75.000, значи од 23.000 на 75.000 отиде, па од 75.000 кога точно Cardano беше на 0.32, страшни профити може да се направат. Cardano и Bitcoin пак ја има таа игра, да се надевам дека ќе ја проценам па кога Bitcoin да се смени и кога е Cardano најниско паднана, кога е, да речеме, скоро врво на Bitcoin, за да може да се флипне у Cardano. И многу луѓе направија што сменија Bitcoin спрема Cardano, направија луди количини на Cardano. И замислете си оваа година кога ќе кешират на $3 да ги кешират, мислам дека имаме неколку милионери. А па на нагоре да не збореме. Другари, чао и поздрав!